Добро вечер. Повторно фолк ексклузив. Како што знаете, започнуваме со топ листата. Srce čuka prebrzo, vljubena sam vo tebe, ludo najludo. Bakni me, srce čuka prebrzo, obraz nese važine, moje najmilo. Место број 9. Владко Миладиновски. Кате, кате. Место број 8. Сани. Можеш само ти. Место број 7. Ирина Спасовска. Гордоста ти врие. Ako ne ti odi, nemoj ne se bori i do mene, pa ti provedi. Gordosta ti brije, belo sna ne krije, stisni zabimaški izdrži. Ako ne ti odi, nemoj ne se bori i do mene, pa ti provedi. Место број 6. Даниела Темелковска. Не се надавај. Ja da pitam, biser je zasuntivo raka, priznaj me za saka. Aj sega, aj da te vidim, sonuvaš tvoja da pitam. Biser je zasuntivo raka, priznaj me za saka. Добро вечер. Во денешната емисија во Фолк Ексклузив, гостин ни е Дарко од група Фортуна. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Одлично. Во ова студио се чувствувам супер. Поздрав до вашите гледачи. Благодарам. Што има ново? Па ново. Како група Фортуна можам да ви кажам дека сега скоро снимивме неколку песни. Преработка од познати пејачи, познати автори. Спремаме полека и тоа стално го кажуваме, полека спремаме нешто за наш албум, да имаме како прв може да се каже, имаме доста снимки до сега направено, се уште немаме официјално издаден албум, но се спрема, пак ќе речам, подолго време го спомнуваме тоа, ама уште не е готово, да. Ќе биде. Така, колку време постоите како група? Па како група Фортуна 8-9 години веќе, така. 8-9 да. години. Така. Каде настапувате? Претежно настапуваме по домашни веселби, попознати како свадби. Таму може да не видат многу од нашите гледачи. Некои може и веќе не препознават, бидејќи може да се каже секој викенд сме ангажирани на понекоја таква веселба. Се среќаваме со многу луѓе, многу младенци, младоженци, да кажам. Ги поздравувам сите каде што имаме свирено и поздрав и до сите каде што во иднина ќе свириме, да. Така, кажете ми, како група Фортуна, дали вие приватно се дружите, дали приватно живеете? Па видете, за да работиме како група, нормално ние се знаеме и од претходно на еден начин другари, да кажам. Така. Со текот на времето како станавме фамилиарни луѓе, значи се дружиме фамилиарно. Има во групата двојца се браќа, па едниот е старосват. Значи има и такви роднински врски. Се сродивте веќе?
Па сродени сме, тоа години се во прашање, значи овие години што ги спомнав сме како група Фортуна, а претходно значи ние пак сме соработувале со дел од колегите, па да не претерам може и 20 години веќе се знаем и работиме. Така. И тоа е доста долг период, значи сродени сме, се познаваме многу добро. Некои од страна ќе не види многу пати, не да речам се караме, ама таков ни е муаветот. Дискутираме погласно. Да, погласно, но тоа е во интерес на групата, значи можам да кажам дека со тоа што многу добро се познаваме, знаеме на кој начин да ги решиме и работите. Така е. Кажете ми, дали група Фортуна има некој ритуал пред настап кој што го правите постојано? Дали може би се закривате со по некоја чашка алкохол, дали пиете кафе? Нема посебен ритуал, нема, значи сето тоа ни е усталена работа, бидејќи со години работиме конкретно за свадбите. Секој викенд веќе тоа ни стана рутинска работа. Секој си ја знае задачата, ќе си се спремиме пред свадба што треба, како треба, секој својот инструмент ќе си го наштелува. Ќе се уклучиме пред да дојдат младите нормално и пред да дојдат сите гости, за после тоа кога ќе пристигнат веќе и младенците и гостите да биде се на свое место и спремно за работа. Значи посебен ритуал нема, за по некоја чашка што рековте, може отпосле да наздравиме за убава на свадбата, за успешна работа, па нормално како и секоја работа ове си има своја тежина и одговорност голема. Може би вака изгледа, музика како музика ќе дрн така зборот со тие зборови ќе се изразам, ќе посвирите малце и е бидна. Значи има голема одговорност, сепак некој еднаш во животот прави свадба за така, за музиката детето. прави свадбата. Значи музиката е дел од целата таа церемонија, ама голема важност има, да. И одговорност. Кажете ми, што мислите за македонската народна музика? Дали во Македонија е почитувана? Можам да кажам дека навидум сега во овој период, следејќи ги нашите канали македонски, телевизиски, има впечаток дека многу малце е застапена македонската народна музика. И јас од својата 18-та година, од кога сум дојден во Скопје 19-та година, па се до сега имам настапи и како солист, и како член на претходни групи, па и сега во група Фортуна. И така, целиот тој период, едно време беа на нивото беше многу високо со познатите фестивали Цветници Валаново, постоја и други фестивали кои што со текот на годините замреа, претпоставам од финансиска гледна точка. Еве сега Цветници Валаново се одржува со помош на Министерството за култура и така тие работи, но сепак тоа е многу малце во споредба со тоа што не се пласира од страната, да не речем од соседните земји. Преплавени сме, верувајте, не можеме и ние да се снајдеме и да снимиме нешто. Еве, верувајте, можеби затоа и не спремаме често албуми, песни, нови изданија, бидејќи ние све ќе сработиме, ќе снимиме и ќе сакаме еве да го презентираме. Нас ни треба телевизија, ни треба медиум, ни треба емисија. Значи ние како работници ќе го сработиме тоа, да ни помогне некој тоа да го презентираме, да го види народот, еве што сработиле тие луѓе. Не е работата еднаш да се пушти во етер, еднаш у годината и тоа е еднаш, не е битно од Сабајле кој видел, кој не видел или Затоа сме ние тука од сега па натаму, ќе имате и вие каде да се пласирате, каде да се пласира македонската песна. Честитки за оваа емисија, поздрави до организаторот, до вас, до целата екипа, да се надеваме дека ќе се помрдне, да не речам од мртва точка работата. Бидејќи стварно сме преплавени со странска музика, странска збора и нашите соседи сепак се странци за нас. Веќе тоа почна да се чувствува и по веселбите, по свадби кај што свириме македонската, ние колку што можеме ја туркаме песна, но имаме голем притисок да свириме доста од тие така, да наречам српски или бугарски или такви песни. Место број 5. Зуица Лазова,
Тајно моја. Da mi pogali, neke sonce da me razdeli, neke zora, neke obraz da mi pogali, neke sonce da me razdeli, što sa nego ne sumnjas, neka nam go zavora. Место број 4. Миле Кузмановски, Шприцар. Izmešaj sreća i malku taga i nauči go srcevo da ne odi ponezina traga kako špricer živote moj. Izmešaj sreća i malku taga i nauči go srcevo. Место број 3. Маријан Коцев, крал на жените. Vrela krv veните, aj, ja sam kralj na ženite, vino i pesnite, vrela krv veните, aj, ja sam kralj na ženite. Место број 2. Наум Петревски, Оди звездо. Odi negde zgasni, skri se negde zvezdo moja, odi tamo zaspi. Место број 1. Елена Велевска, Црно и бело. Tebe sve pomešano, suzi i smeja, plačam i pejam, no pa do greš, srcevo, crno i belo, ira i peko, zbog tebe život odmijene, srcevo more, plače i pere, ljubav bez solzi, ljubav li je? Ајде малку за вас. Вие сте уженат човек, Да, женет човек, сопругата Јулијана, 2 дечиња имам, веќе возрастни, керката тргнува на факултет, нека ја со среќа. нека ја со среќа со лесно. Синчето е 2 година. Инаку, верувајте во оваа работа, пак ќе кажам, си има своји тежини. Има и убавинија, има и во позадина има и тешки работи, бидејќи ние, знаете, работиме со жива материја, со луѓе кои што некогаш некоја чашка повеќе знаат да се опуштат на свој начин, па дали радоста, дали и нервозата да ја искажат баш во такви моменти. Така да семејството секогаш е тука, да речем, како една поддршка и кога има такви моменти ќе си помислам на семејството и така тука си наоѓам мир. некој. Значи на прво место семејството, па се друго. Да, па така треба да биде, мислам, во животот. Така е. Така е. Инаку, еве ќе спомнам, ќе искористам приликата, Повелете. покрај тоа за групата, нели? Организатор сум на едно фестивалче во Берово, детско фестивалче, Малешевско звонче се вика. 6-та година поред сега беше летово, на 23 август, бидејќи тоа е ден на ослободување на Берово. А јас сум роден Во Берово? беровченец, да. И дојдов на таква идеја, бидејќи баш од такви побуди, бидејќи во Малешевијата многу малци има збиднување од таков карактер, Така. а има деца талентирани, верувајте, многу талентирани деца има од цела Малешевија, Берово и околината. Така да еве го Има ли направивме. гледаност и доаѓа ли публика? Публика доаѓа, Како? бидејќи во лето во Берово навистина е преполно. Сите што имаат потекло, имаат некоја куќа или некој роднина, идат. И има и доста туристи, да речам.
доста луѓе што се во странство се враќаат летото, тој период се таму и верувајте преполно, тоа е пред Богородица. Браво, баш ми е голема драго. Богородица. Голема радост и за децата се најдува некаде и они ете да можат да учествуваат, да настапуваат, да бидат видени. Така. Така, браво. И пак ја спомнавме нели семејството, тука голема потпора е мојата сопруга, морам да поздравам и да ја пофалам за тоа. Да ја пофалам дека она ми е главниот организатор, а јас ги извршувам само не наредбите, него ете задачите. Тоа е Кажете така. ми, дали музичарите имаат време за одмор? Дали негде поминавте летово на одмор? Дали се одморивте или целото лето беше работно за група Ако Фортуна? збориме за класичен одмор, летен одмор од 10 дена, нели, или 7-8 дена, 10, 10 дена не можеме да споиме, бидејќи, пак ја кажам, Викендашки веќе барем се- нашата група Фортуна, навистина имаме, задоволни сме од тоа, од работата, имаме доволно работа, секој викенд, поготово летото, имаме свадби. Така да гледаме период кај што ќе имаме една свадба во викенд, па да споиме барем 7 дена. Или одиме некаде поблиску, па ќе се вратиме за свадба, па пак се враќаме да него. Така. И прошетавте ли летово вие? Па прошетуваме, фала Богу, мислам не сме за жалење. Каде бевте? Па конкретно најблиску, а така Грција, тука до Охрид малце, во Берово. Во Берово бевме малце и таму така имаме куќа, викендица. Во главно тоа, значи наоѓаме време и за одмор, но сепак сме врзани викендите. Господине, веќе вие сте на сцената 20-25 години, така Па еве. поминавте, така. Кажете ми, што мислите сега за новава генерација? Дали мислите дека треба да има голутија на сцена или пак треба само со глас да се придобие публиката? Па видете, голотија, може да се каже дека тоа секој го посакува, ама да ги засити очите, да речеме, ама кој што е љубител на добра песна и кој што разбира, може и да биде свртен со грб и да го слушне гласот и тогаш дури да види дали е облечена или се облечена. Збориме за женската. Така, па за жените се За разумува. жените, да, иначе за мене најбитно е квалитетот на вокалот, на гласот. Така цел живот работиме и ние и како група и мислам не секогаш гледаме во живо да настапиме, па и по веселбите нема, тука нема фарбање да се изразам така, мора тоа што знаеш да го покажеш, а народот самиот знае да процени. Знаат деца, вели така, дечкиве, како што викаат, знаат да свират или не знаат да пеат или не знаат. На телевизија може да пројде и голотија и тоа и да се залаже народот, а да, па не знам, да, добро, али кога е во живо, навистина, Само и гласот е преферираме пресуден. настапи во живо, претежно, кај што може буквално да испееме нешто и во живо, да слушнат колку знаеме, што знаеме, тоа е. Така. Дали сега ќе настапувате на фестивалите што следуваат кај нас? Видете, Има ние ли такво нешто? сега во моментот немаме настап, сега е Валандово. Да. Здравје Боже за следната година. Ние секогаш планираме, верувајте, планираме, затоа што и дел од нас се во тие оркестрите на Валандово, на Цветници, како аранжери, како композитори или пак како инструменталисти. И секогаш планираме настапи, но пак ќе ви кажам, ќе ни се јават за некоја веселба, за нешто, па ќе се договориме, а термините се Нема обично во време. викенди Така. и секогаш избегнуваме ради тоа. Затоа еве Валандово е петок, сабота, недела, да речеме. 3 дена Вие или сте четврток, веќе петок, сабота. ангажирани на Ние друго имаме место. петок, сабота и се едноставно треба да или да не прифаќаме Тој свадби, период да. на журка некоја или- Само заради тоа, иначе Така. друго не е проблем. Значи ние сме и композитори, аранжери, можеме да си направиме за себе навистина и добра песна и сето тоа. Така. Господине Дарко, благодарам што бевте дел од нашата емисија. Ви благодарам и на вас. Се надевам дека ќе се видиме повторно и во големата емисија и во дневниве емисии. Ви благодарам, ви посакувам среќа и дај Боже што повеќе вакви емисии да се случуваат и млади таленти има, ги гледаме ние, но многу тие млади таленти ни бегаат на аудиции на страна
Зошто овде да не ги гледаме? Има, ама нема и они со истиот проблем се соочуваат, каде да се представат. Пласираат, точно. Па знаете како е? Едно нешто ако го гледате по 10 пати во денот, ќе го запамтите, ќе речете, да, еве го тој или еве го овој производ или ако еднаш го видите во годината, сите го забораваат и тоа е тоа. И си седат таленти си седат така во позадина, не можат да испливаат и тоа е. Не се они криви, значи имаат квалитет, имаат се. Маркетинг треба. Да, маркетинг и средства треба нормално. Почнавме да работиме на тоа. Затоа ви велам, ви посакувам среќа, многу ми е драго што и ние како група Фортуна сме дел еве во почетоците на оваа емисија. Се надам дека почесто ќе се гледаме, а вие работете и што повеќе и млади таленти да гледаме на сцената и македонскиот народ да си ја сака својата македонска музика. И другото го слушаме нормално, све е убаво, секоја музика е убава, но да се задржиме сепак на тоа што е... Да не ја заборавиме нашата македонска песна. Да. Уште накратко, јас, освен свадбите, работам и акустична музика, ја викаме, навечер, така во помали ресторанчиња, каде што идат доста млади. И ми е драго, младите ја возобновуваат таа музика по старите песни, ги бараат и се зачудиме кога ќе ни побарат некоја стварно стара песна и дури малце и ние да се присетиме и ќе им ја испееме песната, ама ме радува дека сакаат стара македонска, само треба некој да им ја сервира, да ја слушаат и така. Тоа е тоа. Ќе кренеме јавната свест, младите се повеќе ќе сакаат македонска песна, а ние сме тука да го пласираме тоа, вие сте да правите музика. Да. И тоа е тоа. Така. Благодарам. Благодарам и на вас. Предлог број 1. Ани Малинкова. Со тебе, без тебе. Љубов среде пеко без тебе, пустина на векот, каква ли фрли магија, а срце памет не слуша. Со тебе, љубов среде пеко без тебе, пустина на векот, еден миг не го допирам, друг пат сози сокрива. Колку пати од мене си бегал, колку пати срце си ми стегал, колку пати сакав да е крај, срце вели не брзај. Колку пати од мене си бегал, колку пати срце си ми стегал, колку
Предлог број 2, Далибор Јошиќ, Живот е мој. Da zapejam, a da ne zaplačam, ne možam, ne možam. Drugari, dajte jedna večerva, da prebolam, da zapejam. Živote moj, život moj si ti, trubi neka zasvirat, na naša ljubav da ne posjeta. Živote moj, život moj si ti, seke stora, kaži mi, večna ljubav da mi bideš ti. Slušni me, pesna ti podaruvam, trubači, svirete ja. Drugari, moji verni svirači, za neja, za život od moj. Živote moj, život moj si ti, trubi neka zasvirat, na naša ljubav da ne posjeta. Živote moj, život moj si ti, seke stora, kaži mi, večna ljubav da mi bideš ti. Živote moj, život moj si ti, trubi neka zasvirat, na naša ljubav da ne posjeta. Živote moj, život moj si ti, seke stora, kaži mi, večna ljubav da mi bideš ti. Гласете на весело.мк. Негувајте ја македонската музика. Имајте пријатна вечер.